И, момци и девојки, дојде времето за финалниот надпревар кој што ќе се игра помеѓу Gods и Rip Archie. Ќе ве замолам за сериозен хајп во чатот, за да го почнеме овој меч и за да го почнеме ова големо финале и да го крунисаме најдобриот македонски тим во CSGO. Влегуваме ингейм. После цели 5 дена. Така е, влегуваме ингейм. Известни геймови. Rip Archie против Gods. На брзинка, зашто сега се почнат Rip Archie играат Хайредин Styles, смртоносни Маја Гери ударац, Конекс Firestarter. А за тимот на Gods играат Килера, Цацанито, Дани, Тухај и Хевикс. Сега гледаме ќе спојат на мид со Андер играчите на Gods, но во меѓувреме двајца од играчите на Rip Archie, тоа се Хайредин и Маја Гери ударац, пушаат од Б, имаат инфо дека нема никој таму и сега Дани прави фраг врз Конекс 4 на 4. Дани успева да го пронајде и Стайл кој што беше под ја заборев Под палац, да, Хайредин. под палац. Хайредин во меѓувреме агресивно бутка, убав кил на Килера, остануваме 2 на 1. Хайредин сам против двајцата играчи на Gods, тоа се Килера и Хевикс, мора да убрза. Хайредин нема кит, а сега го нема ни својот живот. Првата рунда во ово големо финале добиваат Gods. Што мислиш, кој ќе тепа? 1:0. Па види, јас сум Gods фан сега и во моментов, така да мислам дека Gods ќе успеат, ќе бидат подобри од Rip Archie и ќе успеат да ја затворат ова мапа, а и не само ова мапа, туку и цела. Извини што прекинуваме, нејверен влегува целосен раш на шорт имаме Килера и од Апс, се извинам, од Б Апс влегуваат играчите. Тука имаме одреден стак на Б, но со слаби оружја се тука играчите на Rip Archie само со пиштоли го губат својот живот. Скоро сите, останува последен Firestarter. Никој не падна од Gods во овој пуш, иако не идоа на стак. Го избегнува флешот, но Дани е подготвен. Firestarter го губи својот живот. Огано стартувач. Мене ме интересира кој е смртоноси Маја Гери ударац, искрено. Па не знам кој беше преска, стварно не ми текнува. Ајде чатот пишете. Зоци. А, Хейдис? Да. Првата бај рунда е пред нас. Имаме full 5-man емки од страна на Rip Archie. Во спротива има 3 калаши и 2 мактена, но со многу позначено utility. Ке ги пречека Хейдис токму на Б. Сите петорица се тука собрани. Следат молотовите и сите бомби. Хейдис со првиот фраг. Вториот, Хайредин го превзема Хейдис, уште еден, конечно, Цацанито го стопира. Стайлз од позади прави уште еден кил. И Rip Archie. Сега, како не свати уствари Хайредин дека гори во молотовот. Остана таму и го загуби својот живот. Сега, сигурно е многу нервозен поради тоа. Јас искрено би бил. Секој случај, првата рунда е тука за Rip Archie. Одма почнуваме со блиска игра. Нема многу одлепување во контекст на рунди победени. Конекс скокна од Window и влеза во конектор, колку толку исчисти мид, доби информација дека барем не рашаат таму. Сега и Хайредин бутка агресивно, го наоѓа првиот кил врз Дани, кој што бутна позади кутиите на топ мид. Хевикс продолжува со пушањето. А тука и Килера кој веќе е излезен на асајтот, прекрасен хедшот, јас го стопира. Firestarter, Конекс е тука за тредно, Тухај одма го треда и Конекс. Сега имаме само еден член, двајца се извинувам, Стайлз не го чекуваат во оваа позиција. Тухај не беше спремен за толку да агресивно буткан Хейдис, но успева некако да го исконтролира калашот и сега сме 2 vs 2. Сме на 19 хп и сега спојуваат играчите во Тиспан, да видиме дали ќе се одлучат да идат рампа. Меѓутоа таму ги чека Хайредина и тука во близина е Стайл кој е во конектор. Мислам дека Хайредин не треба да се грижи многу за конектор, неговиот тимејт таму и сега Тухај успева да го најде на враќање буквално да го утепа. Тај ќе биде загрижен, се уште мисли дека има еден играч позади него.
И дали го спотна тој што отиде во цета. Сега ќе фрли Молотов и Нейт, меѓутоа отиде скроз десно. Успева да го тагне Хевикс. Останува на 70 хп. И двајцата се релативно лоу. Разна бројка. 6 хп останува Хевикс и успева да го најде Стайл. Третата рунда за тимот на Гоци. Сега гледаме еко од страна на Рипарчи. Момчило, викај го Зоци. Во ред, ќе се потрудам. Имаме еко сега од Рипарчи, повторно се во неудобна економска состојба. 3 диглови гледаме и 2 P250s. Но иако се само со апгрейдирани пиштоли играат некој дефолт, двајца кон мид. Еден на А и двајца кон Б. Со тоа што играчот Styles од конектор може да изротира кон А да помогне, исто така и да изротира кон Б. Килера без никакви смокови флешови влегува целосно на сајдот, го пронајде Firestarter кој што беше Under Palace. Styles влегува во смокот, но не успеа да го погоди шотот врз Хевикс. Хевикс со уште еден кил го отвара целосно на сајдот, сега само станува Хайредин на Б против сите 5 члена на ГОЦ да проба да направи нешто. Тухај го пронаѓа и нема да може да направи ништо. Хайредин ќе треба да чека следната рунда, во која што не знам дали ќе се одлучат повторно на Б, бидејќи смртоносни ударац, односно Мајгери ударац има само 38 380 $3800, меѓутоа добива дроп. Имаат и една АВП во рацете на Хайредин. 4:1 резултатот, гледаме брз тейк на мид. Styles ќе го има првиот контакт, но го буши. Килера е спремен за ова, ја чисти таа позиција. Килера со уште еден кил, агресивно бутка, сега само останува Firestarter на А-сајтот. Целосно имаат контролата тука Gods. Дозволија Килера со 2 ентри фрага. Добар флеш, но спремен за ова Firestarter, го пронаѓа првиот и вториот кил. Сега некако враќаме ситуацијата на 2 vs 3. Дали ќе го очекува дека ќе дојдат од рампа 20 играчи и се одлучува да искочи низ смокот. Firestarter направи звук со тоа што го зема ова оружје и сега му ја знаат позицијата. Не се врти навремено, не е воопшто, не ни очекуваше, сега станува сам Хейдис. Против двајцата играчи, Зоци, се извинувам, против двајцата играчи. Наоѓа едниот, се врти. Меѓутоа Дани со трети фраг ја затвара оваа рунда. Килера со 2, Дани со 3. Пета рунда. И повторно гледаме халфба од страна на Рипарчи. Ја користат многу мид позицијата Гоц. Неколку рунди поред на, извинете, Хайредин ми прекинува во зборењето со прекрасен хедшот. Дани го убива. Имаме стак одреден на А, само еден член од Рипарчи се на Б. Така да излегува во перфектен момент Firestarter, но Килера е тука за да го третне, остануваат сепак двајче играчи. Конекс наоѓа еден хедшот, некако се истредуваме до 2 vs 2 ситуација. Одлично изиграно сега од Рипарчи. Styles го чека Зоци да дојде од ротацијата од Б. Малку параноично се врти Styles во оваа позиција, но сепак е ставен во ќоше. Зоци пикнува, добива информација дека таму има барем еден член, ако ништо друго. Styles сега, ако пикне, ќе има перфектен момент, барем еден фраг да направи, тоа и го прави, го наоѓа и другиот. 2 кила за Styles во оваа рунда и втората рунда е тука за Рипарчи. Така е одличен бет од страна на Зоци, не го очекуваа Styles да биде во таа позиција позади Firebox и никој од двајцата не се не сврта да провери. Беа фокусирани премногу на Зоци и тоа му возможи на Стайл да ја земе и втората рунда за неговиот тим. Сега Тухај со одличен хедшот врз Хайредин кој проба да пушне од Андер. Коки, ако ме слушаш, ќе пробам само фристем да. Така. Сега Конекс гледаме со АВП. Хевикс со прифаери кон наглите во
конектор, стайл, полека се повлекува, иде на топ мид. Сигурно го знае Хевикс, направи галама, меѓутоа успева да го најде Хевикс, но веднаш е тредната страна на килера и сега имаме 4 на 3 ситуација каде што кантерите имаат и контрола на мид. Ова терорите имаат и контрола на мид, се извинувам. Бомбата иде кон Б, а таму се 20 играчи. Тоа се Конекс и Зоци. Меѓутоа Конекс сега се враќа, го очекува килера, бустам во прозор. Така е, но продолжуваат, сепак фокусот на Гоц е на Б. Зоци наоѓа еден кил, односно го трейда с Firestarter, за малку ќе го изгубеше својот живот, но пробува да купи доволно време за да може да изротира другиот играч, тоа е Конекс, но малце прекасно доаѓа сам со АВП, мали се шансите и ја губи оваа рунда. Не очекуваше Данис да биде толку отворен. Посебно не на таа позиција. И повторно гледаме Halfbuy, но сега Зоци купува и АВП. Да, чудно, малце Зоци само купи АВП, останатите остануваат со Halfbuy околу 2000. Со разликата, ама добро, мислам дека намерно купи со цел да го зачуваат или да направат нешто. Стајлски има дроп за следната рунда во секој случај. Килера го отвара оваа рунда, но одма е трейден од Конекс. Кон Б се фокусираат, но видете позицијата на Хајредин. Не, Хајредин! За малку ќе ја добиеш оваа рунда за неговиот тим. Конекс конечно колку толку ја спасува, наоѓа еден хедшот. Сега Цазен ја фрла бомбата за Хевикс да може да ја плентне Хевикс смока. Паметно. И сега од позади Firestarter, меѓутоа Цазен го очекува. Фаѓа над комбе. Конекс го тагнува Цацан, меѓутоа Цацан поуспешен од него. Зоци го убива. Цацан 2 на 2. Го знаат и сега и Fire каде се наоѓа. Тука и успева да ги затвори двата. Тоест да ја затвори рундата со 2 убиства. И тоа последните две. И да ја донесе седмата рунда за тимот на Gods. 2-7. Рипарчи мора да почнат да земаат рунди. Ако сакаат да се вратат во овој гейм. Сега имаат фулбай, но Зоци ќе оди со MP9 затоа што прошлата си купи АВП. Да. Се почести. Еден трак. Така е, во меѓувреме се фокусираат кон А. Тука Firestarter мора да направи заедно со Конекс нешто да ги сопре. Конекс тоа и почнува да го прави. Со одличен спам преку смокот наоѓа 2 кила на Firestarter, не му се придружува. Конекс е единствениот кој што најде 2 фрага и го сопре колку толку овој пуш. Мора да преживеа, да доаат останатите, сепак имаат човек предност. Треба да бутнат кога ќе почне да се плантира бомбата, за да можат да имаат 1v1 дуели, но не го прават тоа. Сега позицијата на тука е дека е блиску во цете и сега успева Зоци да го најде, останува на 8 кп само. Не знам дали видоа дека Дани стигна до таму, успева да се сврти Конекс со третиот фраг оваа рунда, последно останува килера кој што го губи својот живот. Стајлс се погрижува за тоа и третата рунда е тука за Рипарчи во финале. 7-3. Гледаме сега дабл AWP сетап. Едниот е во рацете на Стајлс, а другиот е во рацете на Конекс. Стајлс ќе оди кон А, додека Конекс ќе ја фати мид позицијата од Window. Но не се заинтересирани за тоа, Gods идат Rush А, барем брз екзекют ако не е тоа Rush. Стајлс тука може да го погоди тајмингот, да го бутне Цацанито. Да видиме... Да, Цацан сигурно нема да очекува ваков пуш на Стајл. Стајл ја носи предноста за тимот на Gods и сега влагаат сите четворица од рампа и Стајл со уште еден фраг. Стајлс не прекинува конечно на еден шат. Дани е тука да ги рифрагне своите играчи. Го има атасајт од смокот. Не е баш најперфектен, но го очекува овој буст. Дани прави уште еден кил да израмнува ситуацијата. Хајредин конечно смирува топката.
и ги става своите, односно Рипарчи во предност. Тука, но Хайредин со 2 фрага оваа рунда и последниот ја завршуваме дава четвртата на Рипарчи. Дали ова потенцијал мораат да направат теко сега Гоц. Можно е да имаме веќе 3 рунди поред од Рипарчи. Постои шанса да стане ова големо финале. Првата мапа на ова големо финале барем по-блиска Многу од како што понеизвестна. изгледаше до Така. сега. Продолжува со овој дабл AWP сетап Styles. Сега на мид го заменува Конекс. Него погодува фликот, но за тој и тука Конекс од конектора и двајцата гледаат кон мид. Убав молотов Тухај. юсич на Б во меѓувреме паѓа Тухај. Меѓутоа имаат сега терорите контрола на мид, може да се бустаат во винтот, таму не ја гледа никој. Се извинувам, таму е Конекс. Меѓутоа сега повлага скроз позади. Многу држи тој гол. Двајца гледам од играчите на Гоц во конектор. Така е Цацанито со убав буст. Да проверува джангл и виндоу позицијата. Може забележиме, Зоци има и шатган во своите раце. Во меѓувреме, Хайредин пронаѓа убав хедшот врз Дани. Тука е и Зоци, конечно со неколку куршуми од својот шатган. Го убива Цацанито, така и со Хевикс и трет фраг врз Килера. Се наполни пари со овој шатган, веќе има $8,100 зачувано. Не само што се напани со пари, туку и нив ги напуни со олово. Најс. Доста куршуми зеда. Одлично изиграно од Зоци, го најде гол од каде што е најспособен тој шатган, мора да се блиски сите тие борби. Стайлс ке го има првиот контакт тука на конектор, него фаќа флешот и поради тоа е спремен. За малку ке беше трейднат, но успешно се тргна на време. Не го провери точно таа гол, сега дури слушна дека Дани е тука, ако фрли хе, може да му направи многу демидж, но сигурно нема го бутна на 100 хп. Во меѓувреме Конекс прави дополнителен кил на мид, Цацанито прави кил на Б. И сега и влегува Не знам таму на зашто светот. пушна воопшто Зоци кога немаше потреба од тоа, имаат 5 на 2 играчите и нема простор за грешка. Вака е сега 4 на 2, од кои што Firestarter и Styles не се на многу хп. Меѓутоа Fire го наоѓа Цацан и Style го наоѓа Килера за 6-та рунда на Рипарчи. Дабл оп сетап гледаме Style и Конекс. Така се вратија Да во видиме игра. на што ќе се одлучат да купат оваа партија тимот на Гоц, бидејќи немаат многу пари. Да, се вратија во игра Рипарчи. 4 рунди поред зема. Зоци продолжува со неговата игра со шатган, иако има 5500 во него. Тој купува Swag 7 за Б. На мид се фокусираат сега Гоц. Излегуваат кон шорт стайл. Паѓа преку смоук. Килера го пронаѓа тој кил. Конекс исто така најде еден кил, но одма беше рефрагнат. Не иде ова воопшто во полза на Рипарчи, играат сепак против пиштоли. Не треба ова да се случува. 3 versus 3 израмнати се сега. Firestarter Тоа сега конечно. Fire на рампа успеа да го пронеде Цацанито, се извинувам што те прекинав моке. Меѓутоа сега гледаме дека двајца играчи од тимот на Гоц, останатите двајца Дани и Тухај идат на кај Б, а таму нема никој. Најблиско е Зоци кој што има мак АВП во зема од рацете. земја. Така сега го абрит на своето оружје. И сега ги спотна полека. И успева да го промаши првиот, меѓутоа со Дезерт се поправа, односно со Спиту 50, а со Дезерт Дани го пронаоѓа Зоци. Хайредин ја затвара оваа рунда. За седмата рунда на Рипарчи. Има сериозна предност. Гледаме и фулбај. Така, Така. има 7-2 беше предноста, сега израмнато 7-7, веќе пета рунда поред за Рипарчи. И гледаме дека во последната од првиот халф, освен дабл AWP сетап што имаат, Зоци купува и брз снайпер со кој што ќе го чува Б сајтот. А по се изгледа дека таму и ќе завршат Гоц, барем според позицијата на бомбата. А меѓутоа тука и Дани да направи некаков вајлда ќе проба да направи фейк на А преку апс.
се буснати, мислам дека таму, да, Хайредин и Зоци, Зоци гледа, од интересен агол ги чека овие пушеви. Да, меѓутоа тука еден флеш ја менја целата работа. И џабе му е се. Оу, Успеа да го најде Цацан. да, не беа Меѓутоа, подготвени сигурно за е тој на буст. својата позиција. Да, Стайл сега отвара на, тука беше луркот од Дани, не се запознаени со тоа дека се веќе влезени во џунгла двајца играчи од Гоц. Конечно, Меѓутоа, сега мислам Конекс Стайл го- ќе провери. Конекс го очекува тоа Firestarter го наоѓа Хевикс, кој што проба да се шмугне покрај нив и Firestarter успева да го убие килера. Останува Тухај сам против петорица играчи на Рипарчи и Хайредин ќе успее да го убие за осмата рунда на Керарчи од 7-2, 8-7. Така е, одлично е одличен меч гледаме. Среќа имаме што немаме Стомп и двата полуфинални мечови, како и мечот за трето место, како и овој финален надпревар ќе биде многу близок, многу интересен и многу забавен за гледање. Втората пиштол рунда е во тек од ова големо финале. Тројца се фокусирани од Рипарчи кон Беапс. Конекс продолжува кон Андерпас. Сега Конекс го спотнува Цацанито, мислам дека и Цацан го спотна Конекс. Мгм. Тројца играчи се веќе во апс. Така е, но Сега, главниот така, пуш Б. доаѓа на Б. Тука е само Хевик, сега му се придружуваат Да. уште останати двајца. Почна да се повлакаат назад. Или сепак не. Многу блиску се Цацан и Килера може да ротира така, Килера веќе се повлака, Цацан доаѓа веќе во маркет, тука се веќе тројци играчи на бокс. Хайредин со 2 фрага, Хайредин со трети фраг, очисти сам без сајтот, сега остануваат Дани и Тухај од маркет. Мислам дека не можат ништо да направат, Хайредин разигран оваа пиштол рунда. Зоци со уште еден фраг, го знае и Тухај. И тоа е вториот фраг за Зоци. Деветата рунда за тимот на Рипарчи. Одлично одиграно Одлична од пиштол рунда. да, одлично одиграно од Рипарчи и во контекст на тактиката, но едноставно нема работа тактиката ако Хайредин не погоди три прекрасни хечати и го отвори сам без сајтот. Не се одлучуваат, иако тоа беше мета до сега, до скоро сите надпревари, не се одлучуваат Гоц да форснат оваа рунда. Така ќе чуваат за следната да купат фулбај. Додека пак тимот на Арчи, односно Рипарчи, има 3 калаш, 1 галеви мактен. Сега прв Зоци го наоѓа Сасанито кој што беше во Буструм. Или пушаше Андер. Мислам Андер дека се пушаше извинувам, да, Андер пушаше. Видов после позицијата на Зоци и свати дека не може да биде на шорт. Така Сега, веќе имаат еден човек Арт, предност, но Арт. и Рипарчи играат ова премногу почет им даваат на Гоц. Играат трпеливо, го земаа првиот пик, чекајќи пуш од Андерпас. Меѓувреме агресивен Зоци. Меѓутоа агресивен и Тухај на рампа и дава информација дека нема никој. Меѓутоа веќе тројца играчи се влезени, двајца во џунгла, еден на сайт и еден има стерс. Тухај успева да го најде само с Firestarter и Зоци Стайл и Конекс во иста секунда убиваат тројци играчи на тимот на Гоц и тоа е 10-та рунда за тимот на Рипарчи. Така е. Сега гледаме фулбај од страна на Гоц, првата фулбај рунда како кантер терористи. Ја имаат Гоц. Така е. Гледаме сега фулбај. Ова ќе биде рудата која што ќе одлучи како ќе иде понатаму мечот, дали ќе биде преблизок или ќе мораат Гоц да се довлечкаат до поблиска партија. Firestarter
агресивен во апс, заедно со своите играчи кои што се на рампа, Тухај го зема first blood од оваа рунда. Меѓутоа останува на само 2 HP и Молотовот ќе го форсне да искочи од таа позиција и Цацанито и Килера со 2 фрага ја носат ситуацијата во нивна предност. Останува Стайл само и Цацанито упагање од Стейрс му даде хедшот на Стайл. 8:10. Првата рунда, првата бај рунда има тимот на Гоц. Меѓутоа сега и тимот на Рипарчи не се најсилни со пари, се одлучуваат да купат. Firestarter најверојатно ќе игра со Дезерт, така е. 3 калаши, 1 Галил и 1 Дезерт. Додека 3 емки и 2 калаши во рацете на Гоц. Така. Одлична партија е за сега и од двата тима. Не дозволуваат премногу да се одлепуваат противничкиот тим покрај тоа 7-2 кој што водеа Гоц на почеток, но одма се врати со 7-7. Дани го наоѓа првиот кил во оваа рунда. Цацанито успеа да го убие Стайлс, но Конек се тука за рефрагот. Килера бутка агресивно на шорт. Со флеш од својот соиграч успеа да го исконтролира некако спреот и да го затвори оваа рунда. За Конек сега остануваат само Хайредин и Firestarter против четворица играчи на Гоц. Не знам баш колку се сплатеше овој форс оваа рунда, сепак има двајца играчи кои што не можеа да си приуштат сериозни оружја, се извинувам. Хайредин со Галил и со многу малку јутилити останат во себе си. Така сега и Хевикс дополнително како проблем го наоѓа Firestarter кој што сакаше да проба да отвори нешто на Б. И останува Хайредин сам со бомбата. Двата сајти се секюр. Обезбедени од страна на Гоц. Нема шанса каде да пленте и мислам дека најпаметно на Хайредин му е сега да го зачува овој калаш и да го однесе во следната рунда, бидејќи може тој да направи некаква разлика во таа рунда. Меѓутоа сега гледаме дека ќе се обиде да влезе на А. Чисти полека аглите. Никој не гледа тука. Танијето сори тука да го гледа од скали и го наоѓа Хайредин за 10:9. Сега ќе мора да идат фул еко играчите на Рипарчи или некакви минимални пиштоли. Да, ќе мора да зачуваат. Ја гледаме еден од P252, ама тоа е тоа. Ова ќе биде брз раш на Б. Хевикс сега ќе мора... не, лажба се извинувам. Кон мид, овој нет ќе направи многу демидж. Тоа и го прави Дани. Излегуваат сите петорица на мид, без никој да ги сопре. Барем сега за сега Килера излегува од шорт со пуш. Хайредин најде еден кил, но сите останати паѓаат на пушките од Гоц. 10-10 имаме ново израмнување во овој прв финален меч. Прашам, шо ти сгрешил маусот пред да почнеме? Шо? Звучи го да го маваш левиот клик. Или мене ми се пресензитивно. Многу нежно, софт да го систем. Грешка моја, се извинам, Цацанито во меѓувреме се опира, наоѓа 2 кила, Хайредин го одвраќа со уште 2 за инат, но Цацанито е на 100 хп, Хайредин на 11. Нема да го очекува играчот на шорт. Меѓутоа играчот на шорт повлече скроз, влага Зоци сам, но тука е спремен за него. Беше под Палас. Така е, сега тука ја гледа и следната позиција. Сите 3 кила го насајтот ги собра Тухај и го сопре овој пуш и ја дава 11-тата рунда за Гоц, прво водство во овој втор халф за нив. 11:10. Пола милион. Ало Ферус, многу ти е мангопски бројот зверу. Зверу. Убав нейт тука кијаме од Хевикс, но се повлекува на времено Рипарчи. Сепак се фокусираат они кон Б. Ги спотна сите Хевикс и они сега мораат да продолжат. Се мислеше дали да го фрли Молотовот и Килера остана само со еден кил, иако му се наместија, го наоѓа и вториот. Во меѓувреме Хайредин
За малку ќе погодиш ушен кил и Firestarter сам останува на бенч, го губи својот живот со 4 фрага на килера оваа рунда. 12-10 за Гоц. Меѓутоа сега гледаме и бај за Рипарчи. Дали нешто може да се смени? Меѓутоа веќе пета рунда поред зимаат тимот на Гоц и нивната економија во стабилна состава, бидејќи немаат многу играчи изгубено. Во последните 5 рунди кога беа подобар противникот Рипарчи, Даг меѓутоа Лигор Рипарчи има контрола на мид. агресивни на Б. Хевикс веќе бутнат длабоко во Б-апс. Меѓу време за Занито отвара од Ticket Booth кон конектор. И успеа да го убијат стайл и сега на тајминг Хайредин влезе. У Тухај, Ќе биде преведен од Тухај кој искочи од Палас. Тухај мислам дека ќе најде сега уште еден фраг на рампа, токму така го спотнува пред да биде спотнат. Зоци го губи својот живот, Firestarter и Конекс остануваат последни сами живи. Конекс се со АВП, Firestarter со Калаш, мислам дека треба да проба да ги зачуваат овие пушки, но сепак има уште 50 на секунди. Конекс дури и прави звук со тоа што влегува во молотовот. Firestarter ја отвара оваа рунда конечно првиот кил за Рипарчи, но по се изгледа дека ова ќе биде 13-та рунда за Гоц. Гледаме сега Firestarter пробува да отвори на Б, ќе почне да трча таму, се Санито ги спотнува со тоа АВП. Дали ќе го очекуваат на сайт Хевикс? Не го очекуваат, наоѓа еден кил Хевикс. Трейда. Firestarter да уште еден, меѓутоа нема Нема време да време. плента бомбата. Мора го зачува АВП-то, треба да се тргне, но ќе умре Меѓутоа и после време. Умира, така да нема да има пари оваа рунда за Firestarter, ќе остане само со $1150 кои што ги забработи во минатата рунда. Сега гледаме пауза од страна на тимот на Рипарчи. Да, Да се вратиме малку на нас. да, секунду, ја само Да си не се ги разлегачив нашите тука. Убави лица. И јас се разлегачив, меѓутоа ќе запиша пауза одмор. Станав. Добар, добар прв гейм од ова големо финале. Да подсетиме дека во меѓувреме Кјуске победија во својот меч за трето место врз Lemon Squeezy. Така да во секој случај Кјуске се трето место на овој турнир, сега ќе ги видиме кои ќе бидат првото и второто. Те се надпревар, тоа и го очекувавме, тоа и го сакавме, тоа и го добиваме, како и останатите надпревари во топ 4 фазата. Сите беа интересни за гледање и за следење. Се надеваме дека овој така ќе продолжи. Фала многу за сите што не гледате, дечки, се враќаме ингейм, поминува паузата и продолжуваме со мечот. 13-10 водство за Рипарчи. Да, тројца имам интересен сетап тука на Гоц. Тројца се фокусирани кон мид, но за жал таму нема ниту еден од Рипарчи. Тие повеќе се концентрирани кон А. Таму ќе ги пречека само Тухај кој што джамп спотнува од Ticket Booth. Јас се препив вода, се протурив од пиење, меѓутоа многу ми се суши устата. Така е, Тухај, затоа е тука. Тухај Го наоѓа првиот кил и тоа флешнат. Влезени се во моментот веќе на сајтот на Firestarter. Лета од бомбата на Дани. Тухај продолжува од таа позиција, остануваат сами Стайлз и Хайредин. Стайлз го губи својот живот и Хайредин е последен од својот тим. Успеа да најде еден хедшот, но одма после тоа е спуштен од Цацанито. 14-10, ова е веќе посериозно водство и се многу ближат. Се ближат и се извинувам до 15-тата рунда, со што ќе имаат 5 евентуално меч сега рунди. имаат и бај, тимот на Рипарчи, да видиме дали ќе направат нешто поразлично во овие рунди. Мислам од овие рунди кои што беа изгубени, се идам поред.
Сега гледаме дори тројца се во андерпас и Како? сега Цацанито не успева да го пикне. Хајради иако имаше добар спот за тоа. Предност за играчите на Рипарчи. Конекс ќе проба да влезе во виндо. Таму го чува Хевикс тој дел. Се повлакаат полека играчите на Рипарчи на Б. Таму е сам Килера. Во меѓувреме доаѓа и Хевикс да помогне. И од позади Конекс не успева да го пронеде. Хевикс само го тагнува. Ке умре Хевикс, бесајтот е чист. И остануваат Дани и Тухај против четворица играчи на тимот на Рипарчи. Мислам дека нема што да бараат, треба да севаат. Меѓутоа сега Дани наоѓа фраг врз Зоци. И Тухај се доближува. Така е. Дани излегува Дани ни си смокот и шта- најде уште еден кил! Фаер стартер останува сам. Ја знаат неговата позиција. Сизали Дани со четврти фраг. Премногу зборувам рано. 15-тата рунда за Гоц. Дани одличен. Како успеа да ги проеде овие 4 фрага? Ало Вера. Одлично изиграно. Дани четворица собра и ја однесе рундата на Гоц. Тоа беше и пропуст на Рипарчи. Алчни станаа за тие килови за да ги бутнат оружјата. Тухај бутка на мид, Конекс го пречекува и го очекува тоа. Цацанито го рифрагнува, Стайлс и Фаерстартер отвара на А во меѓувремето. Цацанито е во джунгла. Со своето АВП, но е избркан со еден молотов. Сега ќе пикне, но смокот е таму бутнат, така да не може да најде убиство. Зашто ова ми се менува не е битно. Зоци го наоѓа кил врз Цацанито, малку да се смириме, Хевикс останува сам против тројца. 9 хп и тука Хајрадин, односно Дани се во цете, успева да го убие Хевикс и да намали една од меч рундите за Год. 11-15, но Год повторно ќе имаат бај. Имаат добра економска состојба, можеби следната ќе немаат, но да пречекаме да видиме што ќе се случи во ова. Утилити фрлија на мид играчите на Рипарчи. Така е, фул бај имаме од двата тима. 4 калаши, едно АВП, од другата страна имаме 5 емки. Да се фокусираат, изгледа бомбата како да ќе заврши на на тишината пред експлозијата, сега почнуваат да излегуваат на сајтот. Тухај, пред да биде флешнат господ на Фаерстартер му прави малку демидж, но исто така и тој е оштетен. Цацанито и Тухај заедно. Цацанито со втор фраг, Тухај со еден го сопираат целосно пушот на А. Останува Зоци и Стайлс, флешна целосно. Тухај и Цацанито завршуваат оваа прва мапа и би ме даваат првата предност на Гоц. Така е, 1:0 во мапи. Дани како ја извади таа рунда, можеше да биде 15:2, меѓутоа Дани со одлични 4 хедшота успеа да ја затвори и плюс дефюз успеа да ја затвори таа рунда и да им донесе 4, односно 5 меч поинти. Гледавме доста возбудлив надпревар, каде што имаше многу пресврти. Прво водеа 7:2 екипата на Гоц, па Рипарчи ги стигна 8-7 заврши халфот, па Рипарчи продолжија со 4 последователни рунди, па Гоц се вратија со 7 последователни рунди и премногу пресврт имаше. Така, нешто што треба да очекуваме од финален меч и сме многу задоволни среќни што го добивме. Дечки, за многу кратко почнуваме со втората мапа, која е Инферно. Одиме на кратка рекламна пауза и влегуваме во вториот гейм од ова големо финале. Останете тука, не одите нигде, буквално се враќаме за 1 минута. Береба.
Интернет од Неотеа. Толку брз. Интернет од Неотеа. Толку брз. Интернет од Неотеа. Дечки, А го кажав Кимо тоа. дали сме реди, дечки? Слагаме. Идеме. Втората мапа од ова големо финале почнува. Тоа е пикот на Рипарчи, а првата беше Dust 2 и тоа беше пикот на Гоц. Така да, не Мираж се извинувам, така да, ајде да почнеме со пиштол рундата. Моки слободно почни, 2 минути ти давам сам Готово. да коментираш. Јас Така, Тецанито го наоѓа првиот и вториот килера, третиот кил, Хевикс агресивни се на мид сега. Гоц не беа воопшто спремни за овој пуш. Рипарчи, Конекс успеа да најде еден кил, но одма после тоа е рифрагнат. Перфектна агресија од страна на Гоц и со тоа ја имаат и првата рунда која што оди во нивна полза. Дури може да се нарече дека сега ќе играат малце поопуштено со оглед на тоа дека имаат бафер од една рунда. Така да ќе можат полесно и поагресивно да играат сега на Инферно, иако тоа не е нивен пик. Гледаме класичен анти-еко бај, 4 SMG-ња и еден фама со страна на Gods, Hevik спремен за овој пуш од Хайредин. Во меѓувреме Зоци губи хелт, на 50 HP останува, се пука на Банана преку смокот. Хевикс повторно мислам дека ќе има контакт тука, токму така. Го прави вториот кил на оваа рунда. Килера му се придружува со третиот и сега агресивен цацанито на Банана. Излегува и прекрасен хедшот, само станува Стайлс. Убав брст со својот глок, но толку и завршува неговиот живот, само еден фраг прави. Сега ќе гледаме првата бај рунда од двата тима. Дури може да се каже дека ова ќе иде во предност на Рипарчи. Оваа размена на рунди, со оглед на тоа дека не купија ништо минато, да сега има далеку подобро оружје од Гоц. Они се заглавени со еден Фамас и 3 SMG-ња, заедно со МК-та која што ја купи Хевикс, поради тоа што тој умре минатата рунда. Ја гледаме борбата за Банана, таа ја победуваат Гоц и сега, откако ја земаа Банана контролата, се повлекува назад кон А сајтот, останува сам Тацанито на оваа страна на мапата. Меѓувреме, апс контролата ја држат Рипарчи и после изгледа дека и кон А ќе завршат. Огромна предност има на Гоц, тоа што може да го стават сам Цацанито на Банана. Останатите сите се фокусирани на А и токму и таму ќе заврши пушот. Првиот контакт најверојатно ќе го има Тухај или тоа ќе биде Килера. Тука и Дани со поп флеш, не, се извинувам, тоа е смок, но перфектно тајмиран Молотов да го спречи пушот кон долго. Килера сега реагресира назад кон топ мид. Немаше флеш, но ги фаќа од грб. Прави еден кил, но одма после тоа е рифрагнат. Хевик за тоа е тука, но во меѓувреме Рипарчи го завземаат целосно без сајтот. Одличен фейк имаше и останува Конекс да лурка на А. Не му се погоди баш оваа ротација, уствари Хевикс, не. Хевикс исто така се одлучува заедно со Тухај да пробаат да ретейкнат Б од Банана. Да видиме дали тоа ќе им успе. тука со Моки, можам да ти се придржам коматно. Гледаме 2 на 3, мислам дека не треба да идат на ритек, доколку од први 5-6 секунди не најдат еден фраг. Прекрасно се поставени екипата на Рипарчи, меѓутоа сега дават и смок плюс и тука го наоѓа фарстартер, меѓутоа Конекс преку смок успеа да го проведе тука и сега Хевик се повлака скрос на Банана, ќе проба да сейфа и да направи економска некаква си демит, некаква си штета и тоа го прави Стайл, паѓа Конекс останува на 20 хп и има двајца преживеани Конекс и Хевикс и тоа ќе биде првата рунда за тимот на Рипарчи. Да, одлично изиграно рунда и одлично испланиран атак. Генерално четворица има луѓе кон А. Одличен фейк, 3 пати одлично кажав, се извинувам. Перфектен фейк кон А и после изротира на Б, го фатија ротаторот од Б на Банана.
го убија и чист беше сајтот за нив, а Цацанито продолжува со агресивната игра, го наоѓа првиот пик оваа рунда. Така е, Firestarter паѓа. Направија рибај играчите на год, имаат доволно финансија за тоа. И сега се во блага предност од еден играч. Гледаме дека се групираат кон мид играчите на Рипарчи. Тука се Хевикс, Тухај и Килера да ги пресретнат. Не гледам никој лонг. Тухај од пит гледа лонг. Киде флеша тука и за Килера, меѓутоа таму нема да има никој. Килера не успева да го исконтролира спреот, прави доста демидж, но не го конвертира тоа во кил. Хайредин во меѓувреме баѓа од Апс. Хевикс за Инает направи 2 фрага, го прави и третиот фрага, конечно Хевикс! е спуштен од страна на Зоци, кој што станува сам против двајца играчи, тоа се ротаторите од Б. Цацанито мислам дека ќе го има точниот тајминг и го пронаоѓа Зоци. Агресивен мораше да биде, да проба да направи 2 1v1s. 3-1. Имаат предност Гоц. Така е, Килера си изна промаши на лонг. Успеа само да тагне еден од играчите. Сега гледаме повторно халфбај од страна на Рипарчи. 2 дезерта, 1 калаш, 1 текнени Цеза. Секој ми отвараат Хайредин и Конекс. Конекс влага во Апс, меѓутоа си прави демидж сам со молотовот, што го даде. Во меѓувреме Хайредин останува на 11 хп од 2 хја. Нема фајт за банана. Цацанито тука прекрасно чува банана со фолен на гол. Често го гледаме фолен на оваа позиција. Цацанито ја отвара оваа рунда. Стайлс не пикна доволно брзо. Му даде доволно време на Цацанито да изреагира. Така е, сега Цацанито се повлака во цете. Тука е Дани да го супортне. Да, и Дани игра ентифлеш. Така да во случајот доаѓаат флешови, Цацанито ќе се повлече, а Дани ќе му превземе неговата улога. Сега преку смок пробува да влезат Конекс, си го убива својот играч. Цацан успеа да го пронајде Хайредин. Цацан со прекрасен флик наоѓа третиот фраг оваа рунда и сега останува сам Firestarter со перфектен флеш. Хевикс и Килера заедно го убиваат Firestarter и ја добиваат Gods. Четвртата рунда, но не треба да се претажни да би нарекол Рипарчи во оваа рунда, сепак со Еко или Half-by одреден успеа да постават бомбата, така да сега ќе имаат посериозни пари, дури и Хайреден има можност да купи АВП, се одлучува да не го прави тоа. Сега повторно брзо пробуваат терорите да го завземат Тијапс. Молам! Дани продолжува со перфектна контрола на својот спреј. Го наоѓа човекот кој што беше позади смокот и Цацанито. Сега истото го прави. Смоковите едноставно ништо не значат за Годс. И уште еден кил ни смок на Доро. Смок! Но... И Хевик го завршува Конекс кој што пикна од Бойлер 5:1. Иако има бај оваа рунда многу побрзо завршија без ниту еден фраг. Да. Одлична рунда од Годс. Језда повеќето од фраговите беа ни смокови, така да им се погоди до некаде. Но тоа е кривица до некаде на Арчи.
дека играат дефолт позиции кои што се многу често спрејани низ смокови, се извинам. Убав флеш, не се подготвени, но добија Дани и флеш назад, веќе се навлезени. Цацанито некако гутна тој шот, изгледаше како да е на противникот, но се поправа грешката и останува, мора да се повлече назад, да купи подлого време за да се врати ротациите, но не продолжуваат терорите. И погодете, зошто не продолжуваат? Зошто бомбата е падната во Т база. Така, 20 играчи имаме во Апс. Сега со флешки успех нема да успее да искочи Зоци, Тухај ќе го најде, уште во 5. Некако многу се поделени играчите, сега Хевик се наоѓа и бомбата. Конекс во меѓувреме прави фраг врз Цацан. Три брзи фрагови! Хевик останува 1 на 1 со Хајредин. Само 45 секунди има Хајредин. Бомбата ја има Хевикс. Така, не е спремен Хевикс Хајредин да има и даде АВП. оваа рунда. Каков хедшот Хајредин! Вау! Втора рунда за тимот на Рипарч. Така е, заслужена втора рунда за Рипарчи, иако на крајот изгледаше како да ќе ја продадат. Но Хајредин е тука за да ги спаси фулба, имаме од двата тима по едно АВП заедно со 4 калаши, односно 4 емки. Цацанито игра оваа перфектна позиција на банана. Не дозволува да пушаат агресивно. Тоа го прави овој пат. Хајредин веќе не е дел од оваа рунда, го загуби својот живот. Цацанито се повлече назад. На сајтот ќе имаат веќе предноста, нема потреба да реагресираат Годс. Мислам дека сега го спотна Дани еден играч на Рипарчи, дека е на банана. Стайл и Firestarter добиваат многу демидж на банана, бустани беа, добија хе под нозете нивни. Сега и Fire со хе го наоѓа Цацан кој што беше на Coils. Перфектен, не се спремни за позицијата на Зоци. Тој го наоѓа првиот и вториот фраг, целосно го отвара сајтот. Им ја дава огромната предност што имат оваа рунда на Рипарчи. Меѓутоа сега Килера е на ребра и го очекува Firestarter, тоа го убива. Стајал ќе биде тој со бомбата, ќе ја плентне, а Дани ќе се потруди да го зачува АВП-то во Б. Меѓутоа сега немаат ни пари тимот на Годс. Дани мора да зачува. Тоа и го прави, еден фраг успева да најде. Меѓутоа сега тука е се поблиску Конекс. Дани со втор фраг врз Зоци. Стайл се доближува исто. Не очекува дека ги очекува сепак. Не успеа да го погоди со првиот шот и Конекс со репик. Паѓа АВП-то на Годс. Наоѓа главата на Дани. Паѓа АВП-то и сега ќе мора да одат фул еко терорите на Годс. Терорите, играчите на Годс. Генерално скоро фул еко. Имаме 3 диглови, но немаме никаков армор и никаков utility, освен еден флеш на Тухај. Промашен Сега малку гудна молотов. молотовот. Да. Меѓутоа тоа не е ни битно бидејќи таму нема никој. Односно Хевик сега е таму се полека се шмугнува. Успева да помине. Конекс ќе ги чисти аглите во Апс заедно со Зоци. Се бустаат сега. Меѓутоа полека пушаат играчите на Годс. Меѓутоа Firestarter спремен тука. Уште два му дават. Најса дали ќе видиме ейс од страна на Firestarter. Остава да помине. Но не Зоци го види. види. Останува сам Хевикс, успеа еден калаш барем што друго да земе, но одма е бутнат тој калаш. Рипарчи повторно се приближуваат со 3 рунди поред, 5-4 е резултатот. Јас веќе немам глас. Ќе те заменам ја на тоа, на Дани што го направи на Мираж, си го истроши целиот. Но
Стварно беше Реално. sick play. Заслужи целосно, Дани. Да. Кој го доби мапа 1? Кој ја доби првата мапа? Првата мапа ја доби тимот на год со 16-11. Третата мапа по потреба ќе биде трейн, ако Трейн. помнам точно, да. Имаме 5 темки од страната на Gods. Од другата страна ги пречекуваат 4 калаши и 1 АВП. Изгледа како да ќе се фокусираат на Б, но бомбата е во рацете на Жичо и се наоѓа во Апс. Не им успева баш најдобро фейков на Б, ниту еден не се помрдна од брамбените играчи на А, на Gods. И дури имаме и буст од страна на Hevix. Овој смоук нема да направи ништо, флешот тоа доаѓа, но не продолжуваат ко на играчите на Рипарчи, се враќаат на Б сајтот и тука имаме буст, Дани е качен на Newbox, на додека Цацанито се наоѓа пред Дарк кај столбот. Меѓутоа сега и тука и почнува да ротира. Мгм. Тројци играчи ќе ги пречекаат играчите на Рипарчи, но можеби нема да има потреба бидејќи Дани и Цацанито прекрасно и сега стаја со прекрасен флик го успеа да го реде тука и со уште еден фраг 2 на Мислам дека го Еве гледал таму килера. Погрешен тајминг да се врати да го извади флешот, но перфектен флеш го сопира целосно Styles. Не може да види ништо и оваа рунда ја земаат Gods, шестата за нив. Успеа да зачуваат и едно АВП како и калаш за следниот гейм, за следната рунда. простени се грешки моки затоа што сме и ние луѓе. Од каде тоа дека сме луѓе? Да, Твичат да. не мисли така? Се зафркава. Многу си се дружиме со Твичат. Така, многу не ценат, не баштуваат, ние сме презадоволни и благодарни за тоа. Оставен е сам на Б, Цацанито со своето АВП. Очигледно се задоволни Gods со како се справува со таа задача Цацанито. Мислам дека ниту еднаш не го има изгубено сајтот без барем минимум еден кил да направи, ако не и повеќе. Styles малце го утнува својот флеш за мид, но не прави голема разлика. Конекс агресивен, нема да го чекува. Повторно се извинуваме, буснат Hevix на истата позиција над шорт. Да, не го знаат од минатата рунда играчите на Рипарчи. Може да не очекуваат таа позиција. Сега Конекс чисти во Апс. Таму нема да има никој. И повторно се одлучуваат Рипарчи да завршат на Б, гледајќи по Меѓутоа, позицијата сега на Styles со бомбата. Останува таму само Цацан на Б и полека се враќа и Дани од Цета. Така, Цацан ќе го има првиот контакт, загрижен е дека во смокот можно некој да помине од левата страна. Тоа не е случајот, но сепак имаме P execute на брзина. Така се собираат сите петорици играчи пред влезот на Б и сега Дани се очекува антифлеш. Излегува Дани од Не успеа смокот, ниту еден не фраг успеа да најде. ниту еден кил да направи. Цацанито за тоа ја превзема таа одговорност, прави првите 2 кила. Се извинувам, ги прави единствените 2 кила за неговиот тим. Остануваат тројца сега, но имаат бомб плант Рипарчи. 3 versus 3. Килера од позади дали ќе го очекуваат. Помеѓу Тука и време, сега го Тухај. успеа да го најде Хайредин. И во иста позиција се и двајцата играчи, мислам дека нема да го очекуваат, но Styles излегува во точниот момент, се издава позицијата, рифрагната и ова е седмата рунда за Gods. Побарана е пауза за следната за наследниот фристайм, така да ќе се префрлиме на нас. Слободно. Префрлено. Тошо, welcome back. Цацан прав тим лидер. Дали повторно го банираа Тошо? Не знам. Последниот месеч делит бе модератор. Епа, Неак си трале, фала ти Фодор, ти си уште појак.
7-4 да подсетиме. Бурек навака. Да подсетиме 7-4 е резултатот на втората мапа, тоа е Инферно. Водат Гоц, а Инферно е пикот на Рипарчи, додека на првата мапа која што беше Мираж и беше пик на Гоц. Гоц ја зема со 16-11, ако помнам точно. Така да, ако имаат желба да и ги играме трета мапа, Рипарчи мораат да се вратат во овој гейм. Иако е T-сайдът, но сепак Инферно е една од тие мапи кои што генерално може би да бидат сватени како 50-50, сега ако се 8-7-9-6 халфови, сега имаат предност Гоц, да повторам, 7-4. Фодорче едно бурекче за земјака. Дечки, ако имате некои прашања за време на оваа пауза, слободно поставете ги. Додека сме тука да одговориме, додека имаме уште малце мозок во нас. За тие цела пита бурек од мене спонзор. Ова излезе тоа што те вика Фјанко, а? Буги, имате ли топло, брат? Што значи тоа? Топло? Дали е топло? Топло е. Не да е топло. Цацанитос на секоја мапа Буги- сам држи сејц. Кој е тоа позитива? Ха. Дали се потите? Да, се потиме, како не се потиме. Врне 5 минути, после тоа станува топло и се испарува у нашите лица. И немаме клима у собите, но тоа е наш проблем и се справуваме, а сега имаат огромен проблем Рипарчи како да се вратат во оваа игра, се враќаме назад во геймот. Има ли топло еднакво на дали се потите? Добро. За следен пат ке знаем. 7-4. Да. Повторен фокус кон Банана барем на почеток на оваа рунда. Го задржи Дани Хето да направи повеќе демидж, но истовремено и Рипарчи се задржаа на ботом од Банана да го почекаат Хето да дојде, така да имаме тука Mind Games. Best of 3 ова да повториме. За тие што не знаат, агресивен пуш сега имаме од сите играчи на Рипарчи. Цацанито флешно отправи кил на тоа, тука се Firestarter изочи, го отвараат Б-сајтот. Единствено кој што е во близина е килера, но е барикадиран од смоуковите на Рипарчи. Изгледа кога да ќе го погоди, но Firestarter е позади, уште дополнително едни кутии покрај стакнато, така да нема да му направи демидж. Зоци го сопира пушот од ЦТ база и сега го наоѓа и килера само, станува Хевикс против четворица, ќе проба да направи да спушти некоја АВП или некој калаш, за да не им дозволи. Мислам дека треба да чува, но нема каде сега веќе да бега. Двајца играчи се тука, Хевикс успеа да го најде конекс, меѓутоа Firestarter веднаш го рифрага и тоа ќе биде седмата рунда, односно петата рунда за тимот на Рипарчи и сега тимот на Godslid се во доста лоша финансиска состојба. Хевикс гледаме фул бај прави, Килера исто, Цацан исто, сите купуваат све што имаат. Full force ова. Тоа се 4 дезерти и 1-5-7. Имаме веќе четворица играчи се на А-сайт, еден во бойлер и тројца доаѓаат од апс, ќе спојат. Конек се спремен за овој пуш на Хевикс. Хевикс Дани го пронаоѓа Хайредин, останува на 19 хп, меѓутоа 1 за 1 трейд прават и Цацанито исто така со Соци се трейдаат. 3-3. Премногу се сега раштркани тимот на Гоц. Дани влегува во смокот, прави еден кил, но одма после тоа е трейднат, килера сега ротира. Тоа е првиот контакт што ќе го имаат многу, смокнуваат, не може премногу да направи, мора да го почека својот соиграч ако сакаат воопшто да имаат некаква можност за земање на оваа рунда. Дури и Цацанито ќе се збогати со калаш, но немаат кит, мораат што побрзо ако сакаат нешто да направат. А пасивно играат многу и двајцата играчи. Касно и малце флешот и Килера се сврти во погрешен момент, но знаат кај се и двајцата играчи. Цацанито останува сам против двајца. Снемува веќе се повеќе и повеќе време и да го убие Стайлс, нема да има време, го гаѓа преку смокот, го вади и ножот, но Стайлс се реди со ноускопот. Шестата рунда е тука за Рипарчи, повторно се враќаме на само една рунда разлика помеѓу овие два тима. Така е, 7-6 и сега повторно ќе се во
Еко ситуација тимот на Гозли, така да ова треба да биде и седмата рунда за тимот на Рипарчи, меѓутоа никогаш не се знаеше до последниот момент. Тука има еден флеш, сите ќе направат стакна асайд, тројца се лонг. Интересно позиционирање на играчите на ГОЦ. Сите гледаат топ мид, освен Тухај кој што е подготвен со флеш да има возможи да пикнат на ботом мид. Но таму е само Стайлс, има Агол од кој што може многу лесно се повлече, избејтува еден куршум, некако остана на 100 хп и од калашот на играчот на секонд мид. Еве го флешот конечно од ГОЦ и сега Стайлс ке си има тука многу за пукање, му се придружува Зоци и Конекс. Хевикс пронајде еден кил, но останатите сите паѓаат и 7-7 имаме ново изравнување на овој меч. Рипарчи се враќаат после оваа пауза, очигледно им беше потребна тактички. Последната рунда сега ја играме од вториот гейм на ова финале. Леле, намерно е ова? Не, извини. Ништо. Не. Мислам дека намерно ме правиш, нема веза. Помеѓу време Тухај агресивен на банана и со овој нет ке направи многу демидж, букан и смокот, но навремено избегна другите играчи. Тројца се уште на банана, видете колку демидж само успеа да направат играчите на ГОЦ преку пукање на смокот. Да, Хайреди настанува на 7 хп, Фаер сасот на 58, а тај на 37. Сега со Нейт успева килера да го пронајде Данис и Конекс искача од смокот, но тука е веднаш до него Тухај. Не знам зашто не провери лево. Килера во меѓувреме ја бутка бомбата во апс и осмата рунда е во рацете на ГОЦ. Минималното водство што може да го имаат на халф го добиваат, слично беше и првата мапа, ако помнам точно. Така, меѓутоа Рипарчи беа во благоводство. Така е, го гледаме сега Конекс. Ја користи тактиката на Јасмин, две пиштолчиња има во себе, како и едно хе. Од другата страна имаме дури двајца играчи со utility. Останатите се со армор и глок. Влагаат во апс, но тука ќе ги пречекаат Стайл и тоа ќе биде Fire Starter, али ќе го проверат ова, го така го проверуваат на лово станува, односно Килера успева да го убие Стайл. Се повлекува сега назад на Облака сајтот. назад, така Fire Starter. Блага предност за екипата на Godslid. Цацан исто добива так, настанува на 33. Споро играат терористите, не сакаа да направат некоја грешка. Токму така, покрај тоа што не сака да направат грешка, мислам дека сега имаат иницијатива Рипарчи да пробаат да бутнат агресивно за да добијат некоја предност и тоа го очекуваат и тоа и се случува, Зоци од позади, но ги промашува шотовите. Не успеа да направи ниту еден кил. Not like this, во меѓувреме влекуваат на сајтот. Си спотрейдаа меѓусебно, паѓа и последниот играч кој што беше на фул хп, а тоа е Хайредин и сега само останува Зоци. Ротира од сете. Конечно го најде тој хедшот, но ке имаше многу поголема полза ако го најдеше пред како го бутна Bottom of Banana. Останува сам против двајца, нема ни кит во себе. Килера исто така ја продаде оваа шанса. Се пукаат во глава и двајцата. Килера не знае дека ово е на лоу хп, но Килера со 4 кила во оваа втора пиштол рунда на втората мапа им ја носи на ГОЦ предноста од 2 рунди. Така е 9:7, сега гледаме и фул еко од страна на Рипарчи. Истото го направи и минатата мапа на Мираж. Следна ќе чекаат да купат. Не сакаат да губат многу мапи, рунди. Каков нејдицаца, нито позади нејдот го пронаоѓа Зоци. Ја така думрам, ќе бидам многу тригернат, флешнат во моментов Хайреден, влегува во смокот за да се спаси, но е спотнато, Дани го губи својот живот. Сега целосно отворен без сајтот. Смокнат се цаните од тете.
Тайл го пронаоѓа килера, тухај Рифрак прави врз стайл и сега го слушна, мислам дека така е, го слушна Firestarter, и сега тинти. Фала. Асистенција. Раката ми се пушти. Гледаме дека добро расположени се и двата тима. Нема Bad Blood, нема Bad Manners. Имаме бај и од двете екипи. Агресивен повторно Цацанито со својот мактен на банана. Го чекал во смок леле да го пушташе, тој нетке направеше многу демидж сега, поради тоа што се предомисли се извинуваме. Бескорисен овој нейт. Дани Вир чемп. Зоци сега ќе има голема задача да го сопре овој пуш на Рипарчи. Спремен е со молотовот, го пушта, но малце е касно зашто се одбива од зидот, веќе се влезени во пул. Прави Хайредин 2 фрага, но го губи својот живот. Единствениот кој што беше длабоко во сајтот влезен, смоукнат е надвор од било што да може да направи Хайредин. Излегува ли смокот? What? И успева да направи еден фраг, не знам зашто не го спречи точно плентот. Изгледа го бараше лево плентот, не Да, сум мислам сигурен. дека малку се испаничи во секој момент Хевикс. По секој случај се извинам, Хевикс и Тухај остануваат сами против тројца играчи, мора да го зачуваат овој сајт. Хевикс навремено го преместува својот нишан на кај Руинс. Тоа го прави Тухај, сега само останува Стайлс против двајца. Немам веќе многу време, исто така нема во себе кит, така да мора се повлече убав флик, но Хевикс му ја тргнува главата од рамениците и го зема АВП-то како и 11-тата рунда за својот тим. Така сега ќе гледаме еку рунда од страна на Рипарчи. Мислам дека нема да се одлучат да форсат, затоа што немаат многу рунди за губење. Не смеат да се дозволат да загубат повеќе рунди. Мора да направат некој камбек доколку сакаат да идат во третата мапа и таму да пробаат да земат оваа серија. Така, 11-7. 11-7. Веќе во посериозна предност и подлабоко во мапата сме. Гоц во нивна рака е сега дали ќе го победат овој меч и ќе бидат шампиони на турнирот. Стайлс во меѓувреме излегува во точниот тајминг, наоѓа кил, перфектен флеш на Б. Хайредин не успеа многу да направи, конечно излегува и ја пронаоѓа главата на Дани. Се бустаат со Конекс, но Цацанито не е спремен за овој буст, иако е релативно традиционална позиција на Б сајтот. Сепак, тројца спрема двајца имаат предност. Рипарчи, но се многу полоши во пари, истовремено Firestarter лош избор направи да изротира токму во тој момент и веќе се влезени на сајтот. Подознава тоа, но го губи својот живот. Хевикс одличен хедшот. Конекс мора нешто да проба да направи, воспротивно мора да го почека играчот. Не успева да губи Хевикс, продолжува со својата предобра игра. Хайредин останува сам со ножот во рака. Не го очекува Тухај да е толку блиску. И 12-тата рунда е тука за Гоц. Така е, 12-7. Гледавме многу потесен меч на Мираж. Сега гледаме и втора бај рунда од страна на Рипарчи, да се надеваме дека оваа бај рунда ќе успеа да земат и да направат каков таков камбек. Цацан сега со ауто снайпер успеа да го пронајде Хайредин. Дали тоа беше преку смок, не сум сигурен. Меѓутоа со АВП проба Хайредин да пикне Б на кола. Конекс во меѓувреме го наоѓа Тухај и ја враќа нерешената ситуација во плејари, односно во изгубени играчи, се извинувам. Килера го наоѓа Конекс. Стайл со рифраг, уште еден кил на Стайл. Не се спремни за позицијата на Стайлс и третиот хедшот го наоѓа, останува сам Цацанито. Се полако ми покалашот и токму во тој момент излезе Firestarter од топ мид. 8-та рунда е тука. Мораат да продолжат да земаат рунди за да се вратат во оваа мапа, па дури после да размислуваат за евентуален third game. Third, се извинувам. Звучеше тоа лошо на англиски.
Цацанито купи фул, имаме калаш и фул utility, останатите се со диглови и едно P250. Многу демидж на почеток на рундата имаме од utility-то кој што го потрошија Рипарчи. Firestarter е веќе заглавен во ова ќоше, излегува надвор и го губи својот живот иако најде еден кил. Дани со 2 фрага со своето P250 скока го наоѓа и третиот Дани. Не е возможно дека ваква рунда ќе земат. Останува сам Хайредин кој што беше Б играчот. Убива Дани, кој што направи 3 кила по оваа рунда. Та Хайредин дефинитивно нема да го очекува килера тука. Се повлекува назад, најверојатно ќе чува оваа пушка, така е, се повлекува на кајцето. Гледаме 13-та рунда за тимот на Гоц. Ја продадоа искрено оваа рунда Рипарчи. Беше во нивни раце. Не Така е, може. наместо 12-9 ќе биде 13-8. Да, и покрај тоа економската ситуација на Рипарчи е во многу незавидна ситуација. Ќе мораат да форсаат оваа рунда ако сакаат да купуваат. Тешки избори идат сега за нив во контекст на Не тоа. по 5 мауси за втора, 5 мауси за трето место. Тоест 5 Маус подоби за пади, трето да. место. А за прво место ни се 30.000 денари вредносни ваучери од Nexio да купиш што сакаш. Гледаме едно UMP и едно MP9 во рацете на Стайл. АВП за Хайредин и 2 емки. Перфектен флеш, Зоци го искористува истиот и го наоѓа првиот кил врз Цацанито. Тоа исто така ги Сите тројци играчи што беа на банана ротираат на мид и таму се само двајца играчи на А-сајтот. Тоа се Конекс и Firestarter да се обидат да направат некаква штета. Конекс го наоѓа Дани, Хевикс го трейда и сега многу брзи трейдови, но за крај 9-та рунда да тимот на Рипарчи. така е. Сега ќе мораат повторно или некој халфбај да прават или еко рунда Гоц. Се одлучуваат да форсаат, имаме еден калаш и 4 диглови. Очигледно се чувствуваат сигурно во Хевикс, па како и да не се чувствуваат, има 25-13 скор. Така се Санито веднаш му диша зад врат со 21. Агресивен пушт имаме тука од Зоци со шатганот наоѓа едно убиство, но одма после две се извинувам, убиство, но одма после тоа трейден. Хевикс конечно наоѓа фраг. Конекс го ритритнува тука и само станува Хевикс. Успешен хедшот, но останува на 19 хп. Хайредин бутка агресивно од банана, ова го очекува Хевикс. Хайредин сега ја види и бомбата, така да тоа ќе пуштите информација до својот соиграч и само ќе чека трпеливо да се појави теророт, односно Хевикс. Искористи. Конекс го понаоѓа Хевикс за 10-та рунда за тимот на Рипарчи. Сега ќе видиме сигурно фулеко од страна на Гоц. Мораат да соберат некој денар да купат и да инвестираат во наредната рунда, да се надеваме дека нема да гледаме како пред 2 рунди, кога Дани со 3 фрага успеа да им ја одземе рундата од раце на тимот на Рипарчи. Така, повторно го игра овој брз шатган Зоци. И сега Ова е гледаме меѓу брзо- Ау, каков нейд од Конекс! Одличен нейд! Става со прв фраг врз Дани, Firestarter прави масакар и се убива само од неговиот молотов. И сега само станува килера и тој го губи својот живот, се приближуваат се поблиску и поблиску Рипарчи до рундите кои што ги имаат Гоц 13-11 сега. Така веќе гледаме 3 рунди поред врза тимот на Арчи. Меѓутоа две од нив беа еко, но како и да е.
колку ја зема и таа што требаше да ја земат. Беше резултатот 12-12, многу по-поволна ситуација ќе бе. Сега Дани останува на 4-ха, Firestarter го запали Дани, зошто Дани не избега тој молотов, не сум сигурен, не успеа да видам дали беше слеп. Две рунди на различен начин Firestarter си го оправдува името. Да, еднаш само запали. Да. И сега Firestarter со кил над килерата, са нито го пронаѓа Зоци и Хайредин. Го отвара целосно Б без сајтот. Ке плентаат на Б и сега ротациите каснат стайл. Тек сега е варк, меѓутоа Фаер успева да го најдат за нито трет негов фраг. Фаер не се откажува, Фаер со уште еден фраг, What? четврт, дали ќе успее Ейс? Да видиме Ейс ова. Fire Рунда. неќе да го даде овој гейм. 4 фрага, ја зема одговорноста целосна на своји плеќи. Тухај ги наоѓа првите два! Не се повлече назад. Во смок. И тоа ќе биде 12-тата рунда за тимот на Рипарчи. Да не се повлече во смок, мислам дека ќе ја клачнеше таа рунда. И имаше предноста во тие два пика, но логично е зашто би се повлекол. Плантирана е бомбата за него, нема потреба да се пука. Секој случај најстрај од Firestarter, кој што 4 фрага направи таа рунда. Ја па најстрај. Good job, се извинувам. Готово, отидов и ја. Збориш како да изгубиле рундата, меѓутоа сега добија. Сега се фокусираат втори тројци играчи тимот на Gods во апс. Ќе чекаат флеш и сега Саепе ги тагнува двајцата Хевикс и Дани. Меѓутоа Firestarter, каква контрола на својот спреј додека трчаше. Пронајде уште еден кил, но сега се во човек Потези предност грин Gods. фрагови. Така ја остануваат килера Цацан и Тухај против Стайл и Хайредин. И сега Тухај го спотна Стайл. Стайл ќе умре и тоа ќе биде 14-тата рунда за тимот на Gods, бидејќи Хайредин сигурно ќе оди да сейфа и да однесе таа пушка во следната рунда, бидејќи ќе треба да даде дроп на своите играчи. Зоци е со многу малце пари, мислам дека и Firestarter ќе нема да купи. Бидејќи има 4 во ред земено тимот на Рипарчи. Четрнаесет 12. Многу важна рунда сега е пред нас. Немаат баш на идеална економија Рипарчи. Еден SMG и 4 емки. Не е лошо. Not good, not terrible, како беше од ова од Чернобил. Но мораат, немаат време веќе за... Да, немаат време веќе да се зафркаваат. Ако изгубат следната рунда, се... Ки им Сега тој остават не можности. Цацан направи доста голем демидж, го остави на 53 хп. Меѓутоа и одличен буст имаат сега во Бойлер, Тайл и Конекс. Ова позиција ретко се проверува и е многу неочекувана. Но таму нема никој кој да ја појави својата глава. Сега ќе влезат ролите на мид. Дали ќе го видат овој буст? Не влегуваат воопшто кон шорт. Се задржуваат кон долго и топ мид. Стайлз и Конекс сега ќе морат да излезат, наоѓаат. Ништо не наоѓаат. Хевикс ги сопира. Конекс... Само прават демидж. Да. Конекс само Ништо станува да повеќе. проба да се справи со оваа ситуација. Firestarter го шитна се врати на сајтот. Конекс излезе со два фрага со своето SMG. Успева колку толку да врати оваа рунда во полза на Рипарчи. И сега и доаѓаат ротациите од Б. Паѓа Конекс во меѓувреме. Firestarter мора да се врати на сајтот. Хевикс и сега Зоци и Firestarter прават 3 на 1 ситуација за тимот на Рипарчи. Цацан останува на 53 хп. И со АВП во своите раце, мислам дека и нема толку време за да успее да ја земе оваа рунда. Тоа ќе биде 13-тата рунда за тимот на Рипарчи. Не го очекуваат дека Елонг може да направи мала економска штета, меѓутоа сега Скопот го слушаат и Фаер ќе успее да го најде и Цацанито
И тоа е 13-тата рунда за тимот на Рипарчи. Сакаат пауза, не би ги мора да се префрлиме на нас, не ги осудувам поради тоа што сакаат пауза. Многу многу тенок, многу компетитивен гейм, 14-13, исто така и првата мапа беше доста компетитивна, освен до самиот крај се јадеа рунда за рунда, гледаме вистинско финале и двата тима заслужуваат да бидат овде. Така е. И одма се спремни очигледно, пуштаат така да се враќаме ингейм, да ги последиме неколку рунди, дали ќе продолжиме со дали ќе окрунисаме нашиот нов шампион или ќе продолжиме со трета мапа. Брзаат кон Б играчите на Голци сега Хајредин успева да најде 2 фрага. Одличен Хајредин, останува на 2 хп, се повлакаат назад, не треба веќе да пикаат. Имаат огромна повеќе од огромна предност во овие моменти. 13-14 резултатот. Двајца луѓе предност Хајредин, одличен пуш на банана, им дозволи малку по-лабаво да играат оваа рунда Рипарчи. Се повлече назад кон сајтот. Така меѓутоа сега Килера без никаков флеш, без никаков смок, веќе е на шорт. Дали ќе го очекуваат тоа? Мислам дека не. Конекс паѓа, Килера пробува, го отвара скроз сајтот, таму е стайл лонг да задржи, меѓутоа ќе биде смокнат. Дали ќе искочи смокот, не се повлака скроз назад. Многу лошо одиграно ова од Рипарчи, целосно го дадоа, а сајтот сега го имаат во контрола Гоц. Не знам баш зошто тоа го направија и Тухај ги сопира овие. Кога не ми свиѓа како изигра ова, се извинувам. 3-3 ја вратија ситуацијата без никаков проблем. И тука и Хајредин плюс кој што е на 2 хп, многу лоу. Имаме двајца играчи. Тоа е сега на шорт. Агресивно да путна ни смокот, не го очекува Дани, тука го прави овој кил. Се приближува 15-тата рунда. Неминовна е, останува сам Сајлс. Мора да чува. Баш ми се гледа трета мапа, се надевам дека овертайм ако ништо друго гледаме и Стајл се изнервира, него фрлаве пето. Двајца луѓе предност. Секој би се изнервирал на двајца луѓе предност. Ниту еден фраг да не можете да направите при чување на сајтот, тоа е не знам како му дозволија на Килера да се пикне толку длабоко во шорт, влеза дури сено. Успеа да го пронајде Конекс и тоа беше клучната грешка за тимот на Рипарчи. 15-13. Имаат два се извинувам, мап поени и шампионски поени. Гоц. Става сега со прекрасен фраг врз Килера. Не очекуваше Килера и сега Зоци го наоѓаат со Санито. Хевикс го возеа ќе ударот. Мораше да се повлече побрзо Зоци. 4-3 повторно имаат предност, меѓутоа сега на релоад го фатија Хајредин, Дани влезе, го утепа и имаат бесајт и сега преку флеш влага Firestarter, преку смок, преку све испуша и од 5-3 повторно 2-3 ситуација за тимот на Рипарчи. Сега тука и Тухај ќе го пронајде сигурно Конекс, го знаат и последниот играч ќе го молотов над Стайл, таму справи само да направи само еден фраг и тоа е тоа. Good game. Чест на тимот на Гоц. види, се блокирав тотално на тимот на Гоц кој што Го победи овој турнир. Дечки, ќе замолам. Рунди успеа да го заврши овој турнир. Ќе замолам дечки, честитки да им пуштите на Гоц за оваа победа. Они се добитници на првата награда, тоа се 30.000 денари во вредносни ваучери да ги користат во продавници на Nexio за што ќе посакат. Второто место се 5 мауси и тоа се маусите G305 Bluetooth мауси, а за трето Да место си користите Рипарчи, така за трето место ги имаме овие прекрасни падови.
тие се во рацете на Тие Кјуска, 640, тие се во рацете на Кјуска, да. така И ги добивме првите тројца, конечно, после исцрпувачки 5 дена. Сакам да им честитам на сите учесници. Сакам да им честитам на тимот на ГОЦ, сакам да им честитам на тимот на Керарчи, Мгм. покажаа добра борба во финалето. Сакам да им честитам исто и на тимот на Куцки што го освоија третото место. така. И тоа. Значи Сепак не честитки. видовме некакво ајде. Не, ја ќе почнам да се одјавам така да заврши си. Не, сакав само да кажам дека не се случи ништо повеќе од очекуваното. Мгм. Знаевме дека овие три тима се во топ 3, меѓутоа не го знаевме финалниот распоред Така. и затоа интервју со Килера. Колку што разбравме, мислам дека нема да има интервју. Токму така да немаме, за жал нема да имаме интервју овој пат. Дечки, фала ви многу на сите што бевте дел од ова 5-дневно патување. Фала ви многу што не гледавте, што забавувавме, што се дружевме во чатот и на Twitch стримовите во текот на овие 5 дена. Фала ви многу на играчите кои што ни понудија прекрасна игра. Единствено не му се захвалуваме на, да не погрешам душа, на Лиокс, така се викаше господинот, Да. од Enemy Lines, кој што беше фатен со чит, само на него не му се захвалуваме. Фала многу, дечки, и ако бевте дел од првиот турнир и ако сте сега дел од овој втор турнир, што сте дел од приказната на Меса и сте дел од растање на МКЦ сега сцената и генерално на спорт сцената, се трудиме да се подобруваме за сите турнири кои што ги имавме во минатото, сега и во иднина. Очекувајте големи работи од нас. Сите кои што се во Меса се со голем мерак и голема љубов го работат ова и помагаат и не задржуваат ништо за себе си, едноставно сакаат да направат најдобро за еспортот во Македонија. Да подсетам уште еднаш дека е објавен веќе Dota 2 турнирот кој што ќе се Така е. одржи следната недела. Бидете дел и од Пријавите тој исто ако така се отворени. така, бидете дел и од тој турнир ако играте Дота. Во меѓувреме, уште еднаш сакам финално за овој турнир да им се заблагодарам на нашите поддржувачи без кои што не можевме да го направиме овој турнир. Во текот на овој турнир и на претходниот меме беше доста на моето повторување на спонзорите, но верувајте дека наоѓање на спонзори во еспорт сцената е екстремно тешко и треба многу да се почитуваат и поддржуваат тие што ќе го направат тоа. Уште еднаш огромна Така. поддршка до делегацијата на Европската Унија и EU House како главен наш спонзор и поддржувач за овој настан. Следни се Neotel, Nexio, Pizza Giacomo и ggtv.mk. Уште еднаш голем поздрав до вас, Трајче, сите во позадина кои што се администратори, кои што водат Facebook, кои што водат страни, кои што се на стримот модератори. Се надевам се забавувавме, се надевам сите Да. уживавте како што и ние уживавме и се Успеавме да го завршиме овој турнир без ни еден технички проблем, што тоа многу ме радува и така. многу покажува за еднината на испортот во Македонија. Мгм. Ќе продолжиме да се бориме само за поддршка и развивање на испортот. Верувајте, премногу е тешко со спонзори, меѓутоа пробуваме да направиме се што е можно од нас за да направиме вакви турнири со вакви наградни фондови, бидејќи и нели нормално без да плаќате учество. Така. Тоа е од мене, дечки, ви благодарам многу што имавме прекрасно време во чат, јас си поминав одлично, се надевам дека и вие си поминавте одлично со мене. Ви посакувам добра ноќ и се гледаме до следниот турнир. Така е, дечки, исто и јас се одјавувам. Не заборавајте за се останато да не следите на Facebook и на Instagram, како и на YouTube, таму ќе бидат сите водови и aftermovie-те од овој настан. Сите овие работи ги има доле под стримот. Ве очекуваме понатаму да бидете дел од следните турнири и да се дружиме повторно вака, а може и умеѓу време да направиме нешто као играч, како геймови со гледачи. Во секој случај тоа се останува во иднината. Во меѓувреме ве поздравуваме ја и Трајче и сите од Меса и се гледаме нареден пат. Чао, чао. Имајте добра ноќ.
Толкувърс. Интернет от Неотел. Толкувърс. Интернет от Неотел. Толкувърс. Интернет от Неотел.